Фолклорот е главниот виновник што деновиве во Делчево барем на еден ден се собра светот во мало. Гости од Бразил, Шведска, Соединетите Американски држави, како и балканските земји присуствуваа на еднодневниот семинар кој што имаше за цел запознавање со фолклорното богатство од Пијанец, како и туристичките потенцијали кои што ги нуди општината Делчево. Настан кој што го организираше Ромскиот информативен центар од Делчево во соработка со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Денес во посета се семинаристите кои ја сакаат Македонија, сакаат да научат традицијата во Македонија, го сакаат македонскиот фолклор и акцент овој пат тие посакаат да учат и ромски фолклор, ромски обичаи. Ваквиот вид на меѓукултурна размена се реализира веќе 7 година, додека ова е прв пат да се организира на тлото на Источна Македонија. Седми пат организуваме овој семинар на Балкану. Овој семинар се организира по 7 пат, за втор пат во Македонија, но за прв пат во источниот дел од оваа држава. Од една страна целта е да се научат игрите, но од друга страна да се запознае земјата, начинот на живот на луѓето кои што живеат овде. Начин живота. Како дел од туристичката промоција на градот, гостите имаа прилика да го посетат манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, беа воодушевени од она што го видоа и најавија повторна средба и наредната година. Yeah, it is my first time here in Macedonia and Belchova, although Прв пат сум во Македонија и Делчево, инаку живеам во Истанбул и среќна сум и задоволна што бев овде. Научивме ора, ромски чочек и македонски фолклорни танци. Најдов многу сличности, но и различности со оние кои што се играат кај нас. Сепак за целото време беше огромно задоволство што присуствував овде и ќе дојдам и наредната година. Инаку овој фолклорен караван не застанува тук, продолжува со реализација на своите активности, а следната станица е Ниш, Република Србија.